Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес ќе зборуваме на тема што ни овозможува Евангелието, што ни овозможува Библијата, Светото писмо. Знаеме, или пак некои не знаат, зборот Евангелие значи добра вест. Вест за нашиот Спасител Исус Христос, кој дојде на овој свет да умре заради нашите гревови и кој сака да ни ги прости преку покаяние и преку простувањето да ни даде вечен живот. Зашто Библијата вели кој верува во него има вечен живот. Евангелие. Евангелието е дар за недостојните. Не постои на овој свет таков човек кој што е потполно достоен за да биде прифатен од Бога. Туку напротив, Библијата вели дека сите се лишени од Божјата слава. Затоа апостол Павле вели за да биде фалена славата на неговата благодат, со која не дарува во возлюбениот. Овој возлюбен е Исус Христос. Бог во него најде милина или благоволение, бидејќи тој, единствено тој, го исполни целиот закон. Со неговата благодат или милост, ние сме дарувани и благословени. Тоа е Евангелието или Библијата е дар за недостојните. Како второ, Евангелието е благослов за проколнатите. Апостол Павле на повеќе места, посебно во Римјаните и во Галатјаните, посебно Галатјаните 3 глава, 13 стих, многу убаво вели: Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас. Зашто е напишано: проклет да е секој кој виси на дрво. Откупот е исплатен не со материјални богатства, туку преку Христовата крв на Голгота на крстот. Евангелието ни овозможува и чистење на гревот, очистување, и тоа целосно очистување, не делумно. Апостол Јован во 1 глава, 7 стих вели: ако одиме во светлина, како што тој самиот е во светлина, имаме заедништво еден со друг, и крвта на неговиот син Исус Христос не очистува од секој грев. Колку и да сме грешни, Бог сака да ни ги прости и да не очисти од тие гревови што сме ги наследиле од раѓање, од нашите прародители Адам и Ева. Евангелието е избавување од заробеништво и опасности. Апостол Павле на многу места во Библијата пишува дека бил во секакви опасности. И што е многу интересно, тој вели: тој не избави и уште не избавува од таква смрт. Тој, во кого се надеваме дека пак ќе не избави. Ние во Библијата имаме ветување на Божја сигурна заштита како негови деца. Но понекогаш можеме да кажеме и како тројцата момчиња што беа фрлени во вжарената печка: царе, и да не избави Господ, ние на тебе нема да се поклониме. Но овде гледаме Божја заштита, целосна Божја заштита. Како петто, збогатување на сиромашните. Евангелието е збогатување на сиромашните. Во 2 Коринтјаните 8 глава 9 стих е запишано: зашто позната ви е благодатта на нашиот Господ Исус Христос, како заради вас од богат стана сиромашен, за да се збогатите или обогатите, вие преку неговата сиромаштија. Нашето збогатување е тоа што сме запознале Божјата мудрост, која е надвишува човечката, и да ни даде живот по смртта, и тоа живот во изобилие. Како што рече Господ Исус Христос: јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие. Како шесто, Евангелието ни овозможува или ни дава полнота на помилување на виновните. Во Лука 7 глава 42 стих е запишано: а бидејќи немаа да му вратат, тој им прости на двајцата. И така, кој од нив ќе го возлюби повеќе, поставува прашање Исус. Тие што се свесни колку Бог им простил, имаат голема благодарност кон него. Евангелието ни овозможува и милост за заблудените. Исто како на заблудениот син, таткото му искажа милост. Но таткото им рече на своите слуги: бргу, донесете ја најубавата облека,
облечете го и ставете му прстен на раката и обувки на нозете. Тоа е милост за сите заблудени. Не постои човек кој што живее без Бог да не е заблуден. Во филозофија, идеологија, политика или било што друго. Важно е тоа дека Бог Таткото ги прифаќа и таквите и ми искажува милост. Евангелието е избавување од темнината или од пеколните врати. Во Колосјаните, 1 глава, 13 стих, апостол Павле вели: тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството на својот возлюбен син. Тој, само Христос, има таква власт за избавување, а не човек или религија или црква. Власта на темнината е царството на сатаната. Апостол Павле во 2 Коринтијаните 4 глава 4 стих вели дека сатаната им ги поробил умовите на луѓето, за да не ги осветли Евангелието, да не ги осветли оваа книга, Библијата, која што е вечна, која што ни е дадена за спасение. Како девето, Евангелието ни овозможува наследство на сиромашните или на бедните. Што значи тоа? Во 1 Петрово послание, 1 глава, вели Петар вака: благословен да е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост и преку воскресението на Исус Христос од мртвите не роди одново за жива надеж, за непоминливо наследство и неизвалкон и кое не вене, запазено во небесата за вас, кој Божјата сила ве чува преку вера за спасение, подготвено да се открие во последно време. Тоа наследство на бедните или на сиромашните е за верни кои чувствуваат својата бедна состојба и бараат надеж во Исус и ја наоѓаат. И затоа Исус тоа го рече: блажени се бедните по дух или сиромашните во дух, зашто тие ќе го наследат Божјото царство. Како десетто, Евангелието е радост за овој свет, но овој свет не го познава, но сепак е радост ако го запознаат. Во Лука 2 глава, 10 стих е запишано: ангелот им рече: не бојте се, зашто еве ви соопштувам добра вест, голема радост, која ќе биде за сите народи. Поголема радост од тоа нема. Дојде Спасител од небото во облик на човек за спасение на сите народи кои ќе го прифатат Исус за нивни Спасител и Откупител. Ангелите тоа убаво го рекоа: не бојте се, зашто еве ви јавувам добра вест, голема радост која ќе биде за сите народи. Како 11-то, Евангелието е бакнеш на љубов и пречек на скитникот. Што значи тоа? Ние знаеме заблудениот син, како што го спомнавме, беше изгубен далеку од присуството на таткото, живееше во далечна земја и еден ден се врати кај него. И тој вели: и стана и тргна кон татко си. И кога беше уште далеку, неговиот татко го виде и му се сожали, па се растрча и му се фрли на вратот и го целиваше. Тука се огледува Божјата бесконечна љубов на оние кои заскитале далеко од Бог Таткото. Бог и тебе може да те бакне, да те прегарне ако се вратиш кај него. 12. Евангелието е живот за мртвите. Што значи тоа? Во Евангелието според Јован, 5 глава, 25 стих, вели вака: вистина, вистина ви велам, дека доаѓа час и веќе е тука, кога мртвите ќе го слушнат гласот на Божиот син, и кои ќе го слушнат, ќе живеат. Тоа е воскресение духовно и физичко. Бог ќе ги воскресне верните за вечен живот. Тоа е живот за мртвите. Евангелието може да те оживее. Секој што го нашол Бог, го нашол преку оваа писмо, преку Библијата. Евангелието е исто така сила за немокните и слабите. Во Римјаните 5 глава 6 стих вели: зашто уште додека бевме слаби, Исус Христос умре во определено време за безбожниците. Христовата смрт е предвремена уште додека не сме биле родени. Тој умрел за нас. Не умрел за праведници, туку за отпадници и грешници.
а тоа сме сите ние. Потоа, Евангелието ни овозможува близина на оние кои се далеку. Во Ефесјаните, 2 глава 13 стих, апостол Павле ги опфаќа и евреите и неевреите, паганските народи и јудејците. И вели дека тој, преку Светиот Дух од двата народа, направи еден, Божи народ. И вели, а сега во Исус Христос, вие кои некогаш бевте далеку, станавте близу преку Христовата крв. Сите народи имаат еднаков пристап до Бог преку Духот. Не постојат привилегирани во тој поглед. Секој што ќе поверува во Исус Христос е во целосна близина со Бог. Не само тие што се од кругот на Израел, туку од целиот свет. И затоа Библијата вели, зашто Бог го возлюби целиот свет толку многу, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Потоа Евангелието е отворена врата за недостојните да им даде живот во изобилие. Тоа веќе го цитирав, но таа е отворена врата бидејќи Исус вели, јас сум вратата. Јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене, ќе биде спасен. Ќе влегува и ќе излегува и ќе најде пасиште. Исус е единствен влез за во Божјото небесно царство. Надвор од него не постои начин на спасение или за спасение. Ни црква, ни добри дела, ни етика, ни било што друго. Бидејќи спасението е исклучиво преку вера и покаяние во Исус Христос. Исус Христос или Евангелието ни донесе друга радост, а тоа е да го урне непријателството што бевме непријатели, како неверници против Бог. И затоа Библијата вели во Колосјаните 1 глава 20 стих: и преку него да измири кон себе си се што е на земјата или на небото, творејќи мир преку крвта на неговиот крст. Ако сме били непријатели со Бог заради гревот, сега преку Христос сме Божји пријатели. Непријателството веќе не постои. И затоа Исус на учениците им рече: не ве нарекувам веќе слуги, туку пријатели, зашто се ви кажав од почеток. Евангелието е мир на грешниците и отфрлените. Во 7 глава Лука, 50 стих вели: а на жената ѝ рече: твојата вера те спаси, оди си со мир. Кога некој ќе дојде при Исус, тој добива мир. Мирот и помирувањето е врз основа на верата. Праведникот ќе живее преку вера. Така учи Библијата. А тој мир, знаете на еврејски како се вика, тоа е шалом. Ви посакувам на сите Божјиот шалом, Божјиот мир. Евангелието, Библијата е правда за неправедните. Сите ние како неверници сме биле неправедни. Но Исус Христос со неговата правда ни донесе правда. И затоа секој што верува, тој е оправдан. Еве што вели Павле: оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Во овој цитат или стих од Коринтјаните 2, 5 глава 21 стих, се истакнува за да станеме Божја правда во него. Во овој цитат се истакнува Божјото оправдување. Правдата е задоволена преку оној кој не знаеше за грев и кој лично ја задоволи правдата преку неговиот живот, смрт и воскресение. Евангелието е спас за изгубените и духовно мртвите. Тоа веќе реков во една точка, но сега во Ефесјаните 2 глава 5 стих има друг цитат за ова и вели: не оживе заедно со Христос и нас, кои бевме мртви поради нашите гревови престапи. По благодат сте спасени. Спасението е дар. Дарот не се купува, бидејќи е дар. Тој дар се прима со вера. Евангелието е наменето за сите. Не е тоа само за посебна елита, туку за сите. И затоа Библијата вели во 22 глава 17 стих Откровение: духот и невестата велат дојди. И кој слушне нека рече дојди. И кој е жеден нека дојде. И кој сака нека земе даром од водата на животот. Дојди денес. Денешниот ден е погоден за спасение, бидејќи утрешниот не ни припаѓа. Библијата вели да не се фалиме со утрешниот ден, зашто не знаеме што ќе ни донесе денешниот.
Евангелијата е Божја сила за спасение на грешникот и општо на секој човек. Ако денес одлучиш да го прифатиш, тој ќе те наново роди преку Светиот Дух и ќе станеш Божјо дете. Запишано во Јован 1 глава 12 и 13 стих. А на сите што го примија и на сите што веруваат во неговото име, им даде власт да станат Божји деца, кои се родија не од волја човечка, не од поход човечка, туку од Бога преку Светиот Дух. Бог да ве благослови, почитувани слушатели. Амин.